Bismillahirrahmanirrahim. إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Оваа молитва на страпливиот јунак Хазрети Ејуб алейхиселам е прифатлива, проверена и влијателна. Меѓутоа, ние во нашите молитви треба да се молиме цитирајќи го следниот ајет. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Познатата приказна за Хазрети Ејуб алейхиселам накратко би изгледала вака. Наспроти тоа што долго време се наоѓал целиот во рани и лузни, размислувајќи за големата награда, како резултат на таа болест, болеста ја поднесувал страпливо. Кога подоцна од тие рани се појавиле црви и ги допреле неговото срце и јазик, кои се место на зикир и спознавање на Аллах, плашејќи се да не му нанесат штета на неговиот ибадет како негова должност, сигурно за да може да му чини ибадет на Аллах, а не дека сакал за себе да добие олеснување, му се обратил велејќи: Господару мој, несреќата што ме снајде му нанесува штета на мојот зикир со јазикот и на мојот ибадет со срцето. Возвишениот хак, таа потполно искрена и чиста молитва, без други мисли и цели, а која била само поради Аллах, ја прифатил на преубав начин, подарувајќи му совршено здравје и удостојувајќи го со својот мерхамет. Овој одблесок содржи 5 точки. Прва точка. Во споредба со Хазрети Ејубовата надворешна видлива болест, кај нас постои невидлива внатрешна болест. Кога би ја претвориле нашата внатрешност во надворешност и надворешноста во внатрешност, би изгледале многу поболни и би биле со многу поголеми рани од Хазрети Ејуб, мир над него, алейхиселам. Бидејќи секој греф што ќе го направиме и секое сомнение што ќе ни се појави во мислите, предизвикуваат рани во нашето срце и во нашата душа. Раните на Хазрети Ејуб, мир над него, му се заканувале само во неговиот краток живот на овој свет, додека нашите духовни рани му се закануваат на нашиот многу долг вечен живот. Ние имаме илјадапати поголема потреба за молитва, отколку што имал Хазрети Ејуб, мир над него, за себе. Особено како што црвите што се појавиле од раните на тој Божји пратеник почнале да ги нагризуваат неговото срце и неговиот јазик, така и раните што се последица на гревовите, вообразувањето, сомневањето што се појавуваат од раните, неузу биллах, Бог да чува и да брани, нагризувајќи ја внатрешноста на срцето, кое наместо иман му нанесуваат штета на иманот, нагризувајќи ја душевната сладотија на јазикот, кој е толкувач на иманот, предизвикуваат омраза во нас, но оддалечуваат од зикирот и не замолчуваат. Да, гревовите го обвиткуваат, го поцрнуваат и го стегаат срцето, се додека од него не го искорнат нурот на иманот. Во секој грев се наоѓа по еден пат што води кон кјуфур, богохулство. Доколку тој грев не се уништи со покајување, и тоа веднаш, тогаш тој не како црав, туку како духовна змија ќе го гризе срцето. Например, човекот што скришом направи срамотен грев, во состојба кога се срами други да не дознаат за тој грев, постоењето на ангелите и духовниот живот многу тешко му паѓаат, така што тој бара и најмал знак за да го негира нивното постоење. Или, например, човекот што направил голем грев, што може да заврши со джехеннемско патење, доколку не се заштити со покајување, слушајќи за предупредувањето од джехеннемот, со сета душа сака джехеннемот да не постои, така што дури најмал знак или сомнение му даваат храброст да го одрекува неговото постоење. Или, например, човек што не ги исполнува пропишаните намази
и не ги извршува ибадетските должности, но кој се натажува кога ќе го прекори некој ситен чиновник што е негов предпоставен за неисполнување на некоја беззначајна должност, сигурно дека ќе го гризе совеста поради негрижата која ја покажува кон фарзовите, што постојано се повторуваат во наредбите на султанот, на Езел и Ебет. Поради тоа свое гризење на совеста, Скришум како да вели: камо среќа да ги нема овие ибадетски должности. А од тоа може да произлезе стремеш кон одрекување, што е налогно на непријателството кон Аллах. Доколку во срцето се појави само еден сомнеш во врска со Аллах, постои опасност тоа да се зацврсти како категоричен доказ и за тој човек се отвора портата на големи несреќи. Таквиот беден човек не знае дека во споредба со незначителниот замор, што е потребен за извршување на ибадетските должности, со нивното одрекување се изложува на милион пати поголеми и пострашни духовни тегоби. Бегајки од каснувањето на мувата, се согласува на каснувањето од змија и слично на тоа. Споредете ги овие три примери за да се разјасни следната тајна. بل ران على قلوبهم